Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во петочното издание на Гласот на народот со мојата маленкост Слободан Томич. Навистина интересен ден. Вчера беше денот на ослободување на Скопје или денеска денот на ослободување на мојата матична населба или општина Ѓорче Петров, 14 ноември. Морам тоа да го испоштувам, течи живеам 63 години во Скопје и речи си дека доста години поминав во таа општина Ѓорче Петров. Од едноставна причина што ова емисија, почитувани, ми е посебно драга, што знам дека кога ќе ме видите, ќе речете, еве го, политиката сега ќе биде априори 90 минути. Не. Вечерва ќе говориме за тоа што Македонија е силна според нејзиниот фолклор, национален вид, се она што значи трезор. А кој го прави тоа? Ако прави тоа македонската душа, македонскиот глас, македонската песна, бидејќи во таа песна инкорпорирана носталгијата, маката, желбата и автентичноста на патриотизмот. Но коинцидира ова емисија и со роденденот на мојот најсакан единствен син Ѓорги, кој денеска би наполнил 42 години. Дозволете ми навистина да упатаме на порака до сите тие што испратија денеска порака по мојата најава дека денеска ја посветуваме оваа емисија не само за македонската песна што априори, што Ѓорги многу ја сакаше, ја посветуваме и за тоа што Ѓорги многу ја љубеше македонската песна, македонскиот фолклор, македонската историја. Но и тоа што си ја прескажал своето заминување. Јас тоа синоќа го дознав, кога мојата снаја, Александра поздравам и за моите двајца внуци, Ангел и Кристијан и Слободан, кои Александар вели, верувајте или не, кога си го прескажа за заминувањето, со една песна која ќе оди прва и со таа ќе почнеме емисијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. На демократијата. Да, тоа беше омилената песна на Ѓорги. Почитувани, рековме дека вечерашната тема ја посветив колку македонската песна и фолклор го хранат идентитетот, името, јазикот и патриотизмот. Моите гости ќе бидат тие што ќе ги слушнете сега и затоа ја направив оваа емисија. Не има малце мистериозно, таинствено, тука автентично. Останатите 80 минути им ги препуштам ним. Одиме со песната. Верувам дека не остави без див во секој случај да оваа химна, јас така ја доживам како химна, освен нашата национална химна, меѓутоа ова е таа сила што во вас во укрева поривот на автентичноста, на духовноста, на веродостојноста, но на што сте и кој сте. Што да кажем, во мојата лева страна, доктор Андријана Јаневска. Добро вечер. Добро вечер, добро ве најдов. Нема да ми замериш прво на дамата. Игор Дурловски, првиот човек на првенец на МУП и голем патриот, али родолюб. Почитувани, што би сакале? Ја би сакал да видите на моето место, знам дека ќе видите со адреналин надпросечното. Зошто? Да бидам на заедничка маса со две икони македонски кои народот ги пие, ги сака, ги има во своите дамари, бидејќи овие двајца
Литве, двајца мои соговорници се тие што немат противници, имат само симпатија кај народот. Песната, колку македонската песна и фолклор го хранат идентитетот, името, јазикот и патриотизмот, че може да почнем со дамата, бидејќи се е доктор, етнолог, и ова е втора емисија. Да, честни, втор пат. И задоволство што тука го промовиравме и докторатот. Така е. И еве, навистина што би одговориле на Не се сеќам дали беше докторатот или книгата. Книгата. Да. И вашето заминување во Албанија, Така, посета да. нашите македонци. Да. Значи во функција на амбасадор на Македонија. Па така е, јас мислам дека секој македонец треба тоа да го прави. Повеќето од луѓето секогаш гледаат од страна на тоа дали е потребно или не. Например, јас работев како прва виолина во Македонската опера и балет 20 години и мене тоа во функција на моето работно место не ми беше потребно за унапредување или за нешто такво. Тоа го направив чисто од патриотизам и заради тоа што сметав дека можам на некој начин да придонесам за зачувувањето на македонската народна песна. И така сметам дека секој еден од нас би требало нешто да прави за Македонија во она во што најдобро нели знае и умее да го прави. Јас 10 години ги истражував македонските народни песни во Албанија и среќна сум што успеавме, бидејќи бевме малку во тесет со времето, заради тоа што во исто време имаше и од некои истражувачи од Бугарија кои што во исто време беа таму. И навистина сум среќна што ете останаа забележани и ќе останат за секогаш по македонската историја како наши македонски традиционални народни песни. Интересно ти благодарам. Господин Дурлевски спомна, доктор Јаневска, дека нашиот источен сосед Ита да ја краде историјата и народниот бит, како што се спореше неговото блажество, господин Стефан, и неговото високопросвещенство Петар, кој е собственик на нова телевизија. Значи, народ кој нема своја историја, Ита да краде по туѓа историја. Видете, не е ни чудо што Ита да заемат од македонскиот фолклор, затоа што не затоа што е наш, навистина е прекрасен, да. страшно богатство. Си имам и свежи впечатоци од пред 3-4 недели кога гостувавме во Музик Ферен во Виена, гостувавме токму со македонски љубовни песни, преработени аранжирани за симфониски оркестар и тазе ми е искуството и со виенската публика која што беше воодушевена од македонскиот фолклор, иако бевме очекувавме дека ќе поминеме добро, но секако имавме некоја задршка како ќе пројдеме, затоа што песните ги пеевме на македонски јазик, тоа не го разбираат. Виенската публика е пребирлива. Така. Има еден исечок од тоа наше гостување, каде што се сретнавме со една од менаџерките, една од тимот кој што ја води Музик Ферайн и ни се заблагодари после концертот дека дојдовме токму со македонска традиционална музика преработена за симфониски оркестар, затоа што тие секојдневно имаат представи, односно концерти од типот на Малер, на Бетовен, на Моцарт, класична музика, класичен репертоар кој што најдобро го изведува една од најдобрите неколку филхармонии во светот, Виенската филхармонија. Тоа е домот на Виенската филхармонија Музик Ферайн всушност и беше благодарна што токму со македонска музика отидовме таму и има можност да видат и нешто поинакво. Би било пресамоуверено секако да одиме ние и Македонската филхармонија со Малер или со Моцарт или со Бетовен или со Чајковски на крајот на краиштата, но навистина изборот на програмата е понекогаш и пресуден, а поминавме одлично. Тоа сакам да го кажам дека публиката беше воодушевена, 7-осминскиот так тропна конечно и во Музик Ферайн во Виена и верувам дека нема да останеме само на тоа. Имаме идеја за и поинакви гостувања и во одредени други европски метрополи надворот од Европа, така да убеден сум дека македонските 7-осмини ќе чукаат и понатаму на повеќе места во светот. Не можам да идам со персирани, морам на ти, така беше чувствувам, рекол дека и сите сакат со вас да видат на ти. А сега Игор ме потсети, извинете, само да додадам, значи јас пеев во женскиот камерен хор Света Злата Мегленска долги години.
20 на години можеби од самото основање. Така. И сега ме потсети, секогаш кога сме гостувале со нешто од нашиот фолклор, дали Лековски, например, има многу добри хорски аранжмани. Шуплевски исто. Па да, од Запров исто така, Стојан Стојков, Шуплевски, да. Исто и што имаше друго, ќе се сетам во текот на емисијата, Скаловски, да, така на него мислев. Значи, со воодушевување не прифаќале. Значи, нема каде, да, Макета, како не, Тодорка, Млада Робинка, иста. Значи, нема каде не сме настапувале во најголемите сали во Европа и во светот и сме победувале секаде, токму со овие наши песни од македонскиот фолклор инспирирани. Вкрстени прашања. Да. Игор, велиш дека песната е молитва на народот. Дали денес ја чувствуваме таа длабочина? Ако ме прашувате мене, да. Ако го прашувате народот, не знам дали во хор ќе каже да, но сигурен сум дека е така. Барем јас го чувствам тоа така. Лаконски ми даде, меѓутоа конкретно. Андријана, со оглед дека престојуваше неодамна во Хрватска, Да. че имаме на секвенца од тоа, како е приемот, како македонците те примиле во секој случај на тој настан и како ја дефинираш таа, ја ќе кажам секогаш отсутноста, што некој свесно, јас се надам дека ова гарнитура на политичари нема да одат по стапките на тие што ги игнорира македонецот што не може да биде во диаспора. Тие се македонци во светот. Колку им недостасува матицата? Да, со мала забелешка, јас не пеев пред диаспората, туку баш пред загребската публика, сите беа загребчани во публиката. Добро, јас се извинам. Не, нема проблем, ама токму тоа додава поени плюс заради тоа што настапува баш со македонски народни песни. И ме поканија од Загреб, значи еден менаџер кој што е навистина менаџер на врвни светски звезди. И кога ми се јави, првото негово јавување беше дојди и отпееш што сакаш, но зајди, јас на сонце мора да отпееш. Значи, таа е задолжителна. Да, тоа беа неговите зборови. Слушал една снимка моја од Сава Центар, каде што изведувавме заедно со Владко Стефановски на гитара и рече дека таа песна мора да биде задолжителна и останатите по мој избор. Бидејќи хрватите многу ја сакаат Јовано Јованке, заради тоа ја одбрав таа и македонско девојче, така. Ете да има нека символика. Настапив со тие три песни, инаку бев придружувана од еден оркестар од Босна и Херцеговина, од различни градови. Станува збор за еден фестивал, ке го наречам, кој што се одржува 20 години поред, Севдах во Лисински, така е насловот, и хрватите навистина уживаат во таа музика, а јас бев единствен представник од Македонија, другите беа сите босанци. Пред да одам со втората номера, тоа е околу тебе, Игор, колку е важно уметникот да биде и глас на совеста? Филозофско прашање. Да. Јас морам да кажам дека уметниците не само тука, туку и во светот генерално за дали се работи за одредени политики, дали се работи за одредени прашања, како во конкретниот случај кај нас што беше национални прашања, често знаат да кренат глас. И треба да бидат гласот на совеста. Јас многу пати во тој период кога беше условно кажано критично 2017, 18, 16, се лутев на одреден дел од колегите кои што биле условно кажано да речеме неутрални, не завземале страна, затоа што точно кај нас имаше еден специфичен период во кој што многу значеше дали Тоа се толкува како завземање страна. Да, и тоа се толкува како завземање страна, точно така. И навистина сметам дека без разлика дали уметникот ќе се одлучи преку некаков перформанс или ќе го каже својот глас во моментов како што е популарно на социјални мрежи или ќе излезе на телевизија да окаже своето мислење, сметам дека подобро да имате мислење отколку да немате никакво мислење и затоа сметам дека уметникот треба да биде гласот на совеста. Андријана, дали треба да биде воздржан македонецот без разлика кој што е работи? Игор кажа дека си имал цврст став
и свој глас на совеста дека Македонија не може да ја гледа како наблюдувач, кога некој друг ја продава, ја изневерува и ја десеткува и сето. И пак немало ни да дојдеме до Македонија ако немало такви луѓе кои што се бореле, се труделе и биле гласот на народот, како што се вика и оваа емисија. Така и уметниците, се служам с Игор, ние сме на некој начин гласот на народот и преку нас ги искажуваме пораките. Дали преку музика или преку пишан збор? Така е. Вечерва додека оди оваа емисија, значи ве гледат, знаете, во Соединените американски држави, ве гледат во Канада, ве гледат, речи се, цела Европа, ве гледаат од југословенските простори во Србија, ве гледат Босна и Херцеговина, Хрватска не гледат, но преку интернет не следат. Веќе одиме почитувани на интернет, на лайвстрим, btv.mk, може Ивана да остави и адресата на нашата страница. Игор, доаѓаш од Битола, град со посебна музичка традиција. Колку тој корен ти го форматираше гласот и ставот? Не само што доаѓам од Битола, туку доаѓам од семејство кое што ја сакало музиката и од мали нозе, да не кажем, од 3-4 години веќе, од кога памтам за себе, пеам дома. Татко ми свиреше клавиатури, имаше, за жал, само нижо музичко, свиреше клавиатури, многу често кај нас дома се практикувала македонската староградска песна. Така да на 6-7 години сум имал такви настапи локални и биле моите први... Победуваше? Па не биле од надпреварувачки карактер, понатаму имало после мојата 14-та година кога се запиша во средно музичко, веќе тогаш почна и тие надпревари по соло пеење, каде што имало каде што и сум победувал. Така да од мали нозе се занимавам со музиката, ми била дел од животот, а Битола, како што кажавте, град кој што е во кој што е често застапена и македонската песна, и град кој што можеби е најмногу опеан од сите градови во Македонија. Придонел најверојатно за да го сакам, да сакам уметноста и каде што мисли на конзулите, на клавирите, ние имаме повеќе епитети за нашиот град и сме горди на тоа. Андријана, за твоите настапи и награди? Па јас имам започето многу рано да се бавам со музика, од 6 годишна возраст. Моите не се музичари, меѓутоа забележале талент на рана возраст и го препуштиле, нели, мислењето на професионалци, ме однеле во нижото музичко училиште и од тогаш почнав практично да свирам виолина, а паралелно ме интересира многу други работи поврзани со музиката, како што ја откривав хармонијата, така почнав да сакам и да компонирам. За жал дома немавме пијано, па морав да користам од слободното време додека бев на училиште и кога имаше некој слободно пијано, нешто да искомпонирам. И така практично и започна оваа мојата естрадна кариера, значи на тој начин, што почнав да компонирам, па пријавив композиција на Скопскиот фестивал, инаку ме инспирираше, битолчанецот Пеце Огненов. Да, пак имам јас нека поврзаност со Битола. И маестро Кире Костов, нели, кога ја напиша Манастирски сон, гениално дело. Да, навистина, и тогаш практично почнав да пеам. Да. Тука ќе одиме со еден брейк, една пауза, ја посветуваме на Игор Дурлевски и неговата побава половина. Одиме со таа numera. Тоа е, почитувани. Тоа е дарбата која еден човек ја има од Бога. Тоа е Божјата милост што на сите нам ни дава тоа, зашто денеска го правиме како мисија и се тоа. Морам, бидејќи ја правам во чест и благодарам што ме достоја да ја правиме во токму на роден денот на Георги, кој он замина не по Божја промисла и волја, по силата и присилата на тие што не ја сакат Македонија. Да, 100 пати сум кажал дека тоа беше присилна смрт, убиство. Ставам цел живот че ставам со тоа дека правдата не ја добија, бидејќи да му ја земеш душата на некој, тоа е голем греф. Голем греф. Убиството е тешка работа. Дали се заситивте вие почитувани? Не сте почитувани од Социјалдемократски сојуз, тоа е моја оценка. Меѓутоа, се трудам да ја заборам во оваа емисија, таа тешка мака, али таа ќе ме носи до последен мој здив. Прекрасна порака, Игор и неговата
половина испратија во светот. Поздрав до нашите во Канада, Ристо Дурловски, мој драг пријателе, внукот вечерва е со мене, со Андријана, и верам дека ќе те поздрави. Секако, поздрав. И до цела диаспора. Цела диаспора не гледаат, ја знам иначе поздрав до нашите македонци, Андријана, до Нью Джерси, Патерсон, Детройт, да не ги редам, Чикаго, каде ни праќате пораки, еве можност и за празниците кои престојат. Убава причина да ги поканите овој прекрасен пар, да ве посетат и да ја осетите таа македонска жет, македонски оган, што во сите вас гори и треба наждана опција да ти се забораваме дека сме македонци за таа пуста пара слава. Ја секогаш реков, власта е сласт, меѓутоа некој навистина е злоупотреба, некој доследно, еве, денеска слушав од почитуваниот млад политичар, кој јас го почитувам многу, кажа нон пасаран. Нема минување. Ако некој ме прогласи за дека не сум македонец, чуму ми е Македонија, чуму ми е Европа, ако ме нема македонци. Игор, би додал нешто за оваа моја мала, да речам, еден мал коментар апропо песната врзана со патриотизмот. Не би додал ништо, одлично кажа. И ова денеска што го кажа и самиот премиер, дека нема да дозволи ни во судството, ни во предавството, што по секоја цена, внимавајте ве молам, како може да се дозволува, некој рече, ајде направи уставни измени. Еве како интелектуалци, како професори, како македонци пред се, како е чувствувате таа продажба, распродажба, да тоа што не се купува и се продава за пари. Па добро, пред неколку години, кога беше актуелен тој француски предлог, односно бугарски предлог. Добро кажавте француски предлог. Да, народот излегуваше на улиците. Пораката беше кажена. Верувам дека истата таа порака која што не само народот, едноставно, јас не само што се сеќам, туку и политичарите, да не речем. Раководството на ВМРО ДПМН беше дел од протестите, така да народот си го каже тоа, ВМРО ги доби изборите, после тоа и мислам дека било што да се прави ќе биде погрешно, затоа што не само пораката на народот, туку доволно работи се случувале последниве 20 години, доволно предавства се случија на македонскиот народ, за да има уште едно, така да јас сум убеден дека и политичарите и народот знае најдобро што треба за држава. Силно кажано и автентично пласирано. Андријана само што подпрашање, му постаме дечи, покажа како се сака брани Македонија. Дури не се тоа ме боли кога ќе видам дека македонци ги угнетува. Тоа беше од памтивека. Од памтивека беше предавството закон у Македонија. Значи, таа проклетија која денеска не посетува, не прати, бевте притворен. Да, 4 месеци. 4 месеци, тоа е голем срам. И дури сега е втора жртва, неправично, неправено казнети, 300 години. Ни во Турско такво не било. Да, страшно. Како ќе порачате таа порака, ве гледа цел свет, реков Андријана, Игор, ве гледа цел свет. Што ќе му порачете? И на овие домашните тука кои фрлат силни чифтиња, да речем, простете на вордингот, меѓутоа викат збором на СДСМовците кои би инкорпорирани и инволвирани во предавството, во тие прогонства. Како што ќе порачате? Што да порачам, едноставно, од денешна дистанца кога го гледам тој период од 2016, 17, 18 година, може би веќе човек и полабаво ги гледа нештата, но в тој период сериозен притисок се правеше и на луѓето. Јас морам да кажам дека дури делот, може би подалечното семејство им било страв да кренат телефон да ги прашат моите родители како су. Или, не знам, колеги на работа избегнувале сопругата за да не разговарат, да не класична стигматизација. За тоа сум јас сведок, да. За нешто што не сте имале нити никаква зла намера, нити некому сте сакале надудите. Едноставно беше направена таква атмосфера за да може да се спроведе се што се спроведе после 2017 година. И тоа беше, морам да кажем, едно гениално сценарио, гениално
Лошо по нас, но гениално смислено, затоа што едноставно со тоа апсење на голем број уметници, голем број други луѓе, политичари на крајот на криштата, имаше и неколку пратеници, имаше бивши министри во тоа време, кои што беа уапсени. Моја теорија, моја теза е дека се сакаше да се внесе страв. Да секој помисли кога некој човек кој што е јавна личност, уметник, политичар, пратеник, може да му се случи што ќе ми се случи мене, што останува за останатите. И морам да кажам дека гениално смислена сценарија. А претходно Андријана, само што ти пееше на прекрасна песна за Ваташа, која ја бија насочил, би инкорпорирал со фактичката ситуација, кај што фашистичкиот окупатор немаше милост на тие 12 виданки. Така. Исто така на овие, исправни со бројката, Игор, колку по бројка? 33, колку беа? Проблемот е во бројката е што имаше 3 случаи околу 27 април. Едниот беше терористичко загрозување на уставен поредок во кој што бев јас, второто беше обид за убиство на Зијадин Села и третото беше некакво насилство, ако не се лажам. Но бројката е околу 30. Бројката е преку да, уствари 30 и нешто бевме во тој случај, дел бевме ослободени, дел остана во затвор, но бројката беше 33, еден дел од нив се околу 16, со се овој случај околу 30 на луѓе се. Андријана, токму ти пеше на една многу чувствителна, што навистина и минатата емисија не кријам. Созите се за сите. Се пистоветува и за мојот најмил син, кој денеска би наполнил 42 години. Како ти го доживуваш, го толку шеве, слушаш очевиден сведок си за таа стигма, што доживеа семејството на Игор и на многу други? Па и сакав приска да се надоврзам. Повели. Претходно за заедничка Македонија, колку месеци всушност имаше една прекрасна атмосфера и доаѓаше народот на улиците, немаше воопшто мирни, дисциплинирани. Да, и тоа не беа ни протести всушност, туку напротив, нели, требаше да се покаже дека може да живееме во една заедничка Македонија. И ете, дојде нели до тоа што дојде. Ми има раскажува на мене Игор и на вистина, не знам, многу се соживеав онака со тој период. Така што и јас дури можев да се најдам на негово место, меѓутоа ете во тој период имав некои здравствени проблеми, па воопшто не смев ни да излегувам од дома. И што да ви кажам, значи некако го убија духот на народот, така некако излезе во тој период и потоа кога дојде промената на името, нели не имаше нешто многу луѓе на протести. Јас одев потоа на протестите, меѓутоа реално тоа ни приближно не беше истата бројка со оние луѓе кои што излегуваа претходно. Значи тоа беше нели целта да се едноставно страво да се уплаши народот и да се повлече. Со стравот се контролирале и се манипулира така. Манипулирале луѓето, да. Пред тој сопрајс или изненадување, само едно прашање, дали оперската уметност може да ја пренесе македонската душа пред светот? Па еве, јас ќе се надоврзам односно нема да се надоврзам, туку на моето објаснување за тоа што се случи во Виена, да, и не е само Виена, и Андријана има искуство, и претходно сме настапувале со македонски дела во Европа и во светот, така да секако дека може. Може. Андријана, која пееш македонската песна, што чувствуваш? Етнограф, уметник или чувар на нешто свето? Се може да кажам во едно и сега баш ме вративте на пак евент, пошто од Загреб ме беше последно моje представување во странство. Многу ми беше убаво, додека ја пеев македонско девојче. Некако многу гордо се чувствував. А и сите ја знаат. Во обичните простори, не ми се веруваше дека всушност некако јас се поистоветив со тоа македонско девојче додека пеев таму. И нека биде еден и ми беше, како да кажам, си викам сигурно ми завидуваат. Да. Што сум од Македонија. Па на вистина нема таков фолклор другите. Вему, дали може да се оправи една капела? Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали
има на овој бели свет. Поубаво девојче од Македонче. Нема, неке се роди, поубаво девојче од Македонче. Немаме ефект на аплаузно, еве, лично од мене, од се срце. Знам дека за големите екрани, малите екрани, ширум светот ви аплаудираат и ви благодарам истина. Тоа беше тоа изненадување, но можеби уште некој чиме до крајот на емисијата. Дали фолклорот е доволно застапен во образованието и медиумите за двајцата? Во медиумите сигурно дека е. Јас, да бидам искрен, не пратам многу медиуми, освен социјалните мрежи, многу ретко користам телевизија. Но тоа што можам да го видам, затоа што многу често и на социјалните мрежи можете да видите, дали во шортови, дали во некакви други видеа, можете да видите тоа што се емитува, тоа што се презентира на телевизија. Мислам дека македонскиот фолклор е по мене доволно застапен. Во образованието не сум сигурен дека е така и сметам дека треба нешто да се стори за да младите бидат позапознаени со македонскиот фолклор. Професор? Да, можам да се служам. Срекна сум што има сега некои емисии, доста што посветуваат внимание на македонскиот фолклор. Добро, тоа повеќе нели македонска ново компонирана музика, меѓутоа пак се таму се пеат и некои нели стари наши изворни македонски песни. Секоја чест значи на нашите колеги од таа фела. Во образованието дефинитивно треба повеќе да биде застапен. Треба да има некои повеќе игрорни, некои друштва, секции во самите училишта. Би било убаво, сега идеја давам. Меѓутоа, срекна сум што од неодамна, не сум сигурна колку долго, меѓутоа во моје време, аз кога бев средно музичко, немаше, а сега има традиционален оддел, тоа е многу добро, и има веќе и на факултетот за музичка уметност таков оддел, и тоа е навистина за поздрав. И добро е што тоа е веќе кадар кој што ќе може да обучува нови дечиња. Така е. На факултетот предаваше нели професор Дутовски, кој сега отиде и во пензија, и е академик, така е. И мислам дека навистина добри кадри ќе излезат. Да. Јас најмногу давам се од себе да се внесе тој македонски фолклор, тој македонска ризница или трезор кај младите, особено кај нашите македонци во светот. Како што гледате, не сакам диаспора тој збор, и самите наши македонци не го љубат тој збор да го користат, бидејќи таму македонскиот јазик не се изучува професионално. Јас на почитуваната министерка се надам дека ќе биде гостинка во некоја наредна емисија, госпоѓата Веста Јаневска, замолив да се испратат професионални кадри и така вела дека ги има повеќе еден суфицит, да изучуваат наши деца, македонци, автентично, литературно, граматички својот мајчин јазик. Што мислите на тоа? Бидејќи тоа не е финансиска потенција голема што и треба на владата да го направи, тоа е само мал добра волја, а сигурен сум нашинците дека би можеле да бидат ко спонзори, да речем. Јас, например, знам за неколку примери во Швајцарија, знам за Албанија, меѓутоа тоа е пак самоволно си се организираат. Не е на ниво на држава, сакам да кажам. Иако јас сметам дека јас сум бил дел, можеби вас не ви се допаѓа зборот диаспора, сум бил дел од македонците во светот. Сме живееле со сопругата 16 години надвор од Македонија. Да. И мислам дека не е само системот кој што треба да се грижи за младите генерации да го знаат, да го зборуваат македонскиот јазик. Мислам дека треба и родителите дома тоа да го практикуваат. Ние строго сме зборувале македонски дома. Децата дали во градинка или во школа се зборувале германски, но дома се зборувало строго македонски, без обид да се меша јазикот, да се меша еден и друг јазик, каде што знам дека има случаи кај што многу често и знаат да мешат, ние строго ги подели. Дома се зборува македонски, надвор се зборува германски. Да, проблем е кај генерациите кои што се веќе втора, трета, четврта генерација во
во странство, можем да разберам дека втора генерација или трета генерација многу потешко дома да зборува со своето дете на македонски, за тие е сигурно потребно и тоа што ти бил градинка да иде да учи. Игор, ти беше Италија, Германија и Австрија, така? Ние живеевме на подолго време, на 16 години, Германија и Австрија, во Виена, Штутгарт, Касел и Мајнц. Но Италија, што ја спомнавте, била само како попатна дестинација, концерт или некаков настан. Моје сестра ми живее во Италија, со сопруг италијанец, меѓутоа малото збори македонски. Така е. Има и македонско име, да не речам. Апсолутно, да, јавкедон. Александар, да. Така ти си љубител на патувања. О, да. А и децата учат јазици, колку што знаам. Учат, да, италијански. Ајмо се нешто за тебе. Ајде. Нешто да ни кажеш за семејството? Нешто друго што сакам да правам, например, многу сакам цвеќиња. Еве, значи периодов сега, обично до Митровден така, нели, по на народното, до Митровден, кога завршува летниот период од годината и почнува зимскиот, ги оставам цвеќињата во мојот двор, во Бардовци живеам инако, и потоа ги преместувам имам стаклена градина специјална и уживам тоа кога го правам. Така си се грижам, значи, за растенијата, многу имам цвеќиња, не знам, 100 можеби. Понатаму што сакам друго? Кој ги сака цвеќињата, ги сака луѓето. Да, сакам и животни, имаме куче, маче, нормално. И децата исто многу уживаат со животните. Да, имам 2 сина, 14 години и 10 години, Димитар и Кристијан. Како мој Да, како внучета. Свират пијано и виолина. Сопругот ми е гитарист, рок гитарист, инаку инженер, меѓутоа никогаш не се бавел со тоа. Имаме студио музичко, заедно по нешто продуцираме. Љубител на мотори? Па да, практично моторот е поврзан со патувањето, бидејќи многу сакам да патувам. И јас ги организирам сите патувања. Колку адреналинот те обстојува? Па тоа е дел од мојот карактер. Да. Но една работа, ретко е што мисловната игра, наречена шах, не може секој да поседува. Да, едно време професионално тренирав шах. Порпарол беше на шаховска бев порпарол на шаховска федерација. Што значи за тебе шах? Значи сепак мудростта и тоа е спој некој помеѓу спорт, уметност и игра, еве така ќе кажам. Бидејќи сум спортски тип и како дете доста спортував, меѓутоа и сакав да играм такви пазлс, да решавам некои такви игри. Тоа значи знаеш да се излечиш од секакви ситуации. Па добро, шахот навистина помага. Математика ми беше еден од омилените предмети и така поврзаност има некоја. Со животот, со Да. Твоето хоби не прашав. Па, јас не сум толку голем љубител на цвеќиња. Мене, ако ми ставите цвеќе, најверојатно нема да преживее. Ако ми ставите, значи имам... не знам зошто, да речеме растение, ние имаме, исто живееме надвор од Скопје, живееме во Сопиште, имаме градина, за градина многу полесно се грижам, за домат, да речеме, за друго растение кое што дава плодови. Имам навика повеќе да се грижам, отколку немам однос кон цвеќињата, не знам зошто. Не дека не ги сакам, но сопругата е задолжена повеќе за цвеќињата и можеби затоа што имам секојаш резервна варијанта која што може да го пополни тој, затоа и се опуштам. Инаку се шегувам, сигурно кога би бил сам, кога би бил сам, можеби и повеќе би се грижил со цвеќе. Исто, доволно е треба само да има. Така е, да. Шахот го играш? Не. Значи, ја и ти би ставили, ако би се здружили, би можеле да бидеме. Ај можеме тука една музичка пауза. Ивана, само да ги поздравам моите соработници, Кристина Томич, мојот главен продуцент, и Ивана Алексовска, главен инженер во реализација. Одиме со вториот прилог. Да, како што кажав, две икони во секој случај, новинарска забелешка и оценка. Знам дека не гледате по кој пат спомнам широм светот и знам како се чувствувате и во далечна Австралија, блиска Австралија, ние не гледате широм цела Австралија и да не ги спомнам сите 5 континенти, прочем со се тој континент и знам колку ве врзува матицата, колку ве влече и какви се вашите дамари сега во овие простори, во кои и натаму има неправда, непринципијалности, каде што македонецот е ставен по кој пат
пресвршен чин, ама нема да им успее. Нема да им успее. Ја ќе ви кажам отворено. Мојата маленкост, да, сум на некоја листа, кај дали калето, малето или ред го работи, тоа не ме интересира. Не ме интересира. Дека, еве, кој што гледате, ја не можам ни една телевизија да настапам. Оти полтроните, почитувани, тие отпадниците, како ги нарекуваат македонскиот народ, кои мора да одработува, дали за длабока држава, дали за таквите соросоиди, кои преку ноќ се преструктурират во ВМРО-вци, таквите уништи Македонија. Таквите ги однесу македонците во светот не само економски, од политички аспект. Но ваквите пораки, ваквите песни, час поскоро ќе ги донесат. Еве, тоа беше еден мој новинарски коментар. Не знам колку ќе се согласите, имајќи факт дека ова песна е една химна, да речем повторно, порака за тие илјадници македонци, ќе се согласите со мене. И самиот господин Доналд Трамп милуваше и бараше македонски гласови, драги мои. Од ова студио ние му дадовме поддршка, еве мојата маленкост, единствена телевизија која водеше жив пренос за победата на Доналд Трамп. Дали македонецот има можност и право да бара да биде инкорпориран во политичкиот амбиент? Видовме дека албанците со чартер линии организира масовно гласање за се освои повторно Кичево, македонскиот центар на извориштето на културата, историјата и се тоа. Каде да бидат инкорпорирани? Да бидат во политичкиот амбиент, кој што беше порано, да бидат во земја. Дори имаше, ако не се лажам, дека 3 пратеници доаѓа и од Америка, Австралија, да, и Европа. Да. Меѓутоа, веднаш после доаѓањето на тоа беше укинато. Политиката која новинарска забелешка, тоа е банда во секој случај кој дојде со единствена цел да ги стави во занда на борците за Македонија, да го продаде името, да содаде страв, метеж, а не да изгради државата. Дали тие конечно македонците мораме по секоја цена да ги поврземе со татковината, со матицата? Секако се не се сложам. Да. Пак ќе речем, јас сум бил дел од таа од македонците во светот и знам колку ми значела таа врска со Македонија. 16 години сме биле таму, сум раскажувал и во други прилики. Дали ти недостатуваше комуникација, координација со државата, што се случува? Па не можам да кажем координација недостасувала. Од вас зависи дали колку вие ќе бидете посветени на тоа што се случува таму или не. Јас секојдневно бев информиран што се случува во Македонија, посебно последните 10 години кога веќе го имавте интернетот на Како се организиравте? Како се организиравте таму? Заедница, македонско друштво и се тоа? За жал, ние сме живееле во повеќе градови во Германија и во Австрија, многу често патувавме, имавме многу малку можности и комуникација со македонската заедница таму, но секако прво ние кога тргнавме, идејата ни беше еден ден да се вратиме назад. Тоа од неколку години останување и правење кариера во Австрија и Германија стана 16 години, но Те влечеше? Па цело време не влечеше назад. Јас во шега раскажувам со мои пријатели кога сме живееле во Германија, сме ги имале сите одлични услови за работа и поволности. Работите во одличен театар, имате добро сте платени, имате супер стан, ги имате децата учат во одлични училишта, ги имате сите услови, но кога ќе дојдеше лето, кога требаше да се доаѓа во Македонија, некако дали сте со авион, едва и чека да стигнете или во кола, ако сте имате чувство дека на гаста треба да дадете малку посилно за побрзо да стигнете, а кога се враќате назад сме одложувале ден, 2, 3, 5 колку можеме, затоа што се чувствувате дека тука припаѓате, дека е ова вашата грудка земја. И како човек кој што живеел таму, мислам дека многу зависи и од индивидуално од личноста, дали ќе се посветите на тоа да бидете врзани со татковината или не, е прашање на вкус. Имам колеги кои што заминале и едноставно не можам да кажам дека не ги интересира, но не се посветиле многу да видат што се случува тука. Јас секогаш сум бил запознаен со тоа. Дали системот беше тоа што младите брачни парови замина во еден правец? Па сигурно дека има дел и тоа. Најмногу економски причини, јас колку што... Еве, патуваш почесто, настапуваш. Како ти го пренесува тоа нашите македонци? Таа носталгија дали ги влече? О, да.
Да, премногу, па мислам исто како да не знам како да ви кажам. Еве последно исто во Германија со колегите кои за жал почина од ДНК, имавме настап таму, на вистина, значи тоа се друштва сериозно организирани. Например, нашето македонско друштво во Дизелдорф. Еве ако не гледаат да ги поздравам. Поздрав. Да, така што сериозно се организирани. Во Торонто исто така, Скопското друштво, бидејќи доста скопјани има таму. Ете, тоа сега ми текнува, бидејќи беше 13 ноември, па и таму настапував пред неколку години. На вистина, одлично, само што не живеат во Македонија. Многу добро функционираат. И гледам дека на вистина многу им недостасува и се чувствува таа носталгија. Да. Игор, да бидам искрен, културата во Македонија е непроценливо богатство. Историјата, културата и се она што значи, по кој пат го спомнато и национален трезор. Ние имаме ретка археолошка географија која екзистира околу 25 до 27 метри, што не е ко нашите пријатели, стратешки партнери, американците, кај што немаат. Французите немаат. Германците немаат. Ја во една прилика ќе наперам анекдота. Беа францускиот и германскиот амбасадор, тогаш бев на македонска телевизија, кај што моето извориште, од која почна во 80-та година, викам, ја ли сум виновен, господо, што Јустинијана Прима не е германец, не е француз, е македонец. Ја ли сум виновен, што и мојот народ, македонците ли се виновни, што има 27 метри археолошка географија кај што ги имате сите Да, ама на Јустинијан гробот е обрастат со трева, значи за тоа сме си... Ти благодарам. И јас за тоа подпрашање. Еве србите го узурпираа доле тој некои да речам културни настани по мајката на Јустинијана Примус, прва и тоа па ќе речам Министерство за култура. Нам ни треба тоа. Да се усоврши, имавме министерка која си купувала долни веш, си купувала со картица на државата, костими и така натаму. Значи, тоа општо јавна констатација на медиумите и на тогашната политика, на позицијата сега власт. Дали такви министри ни требаат? Јас мислам, еве, веруете, новинарска констатација, јас никош не се излажав во мојата проценка. Игор Дуловски, колку се чувствувате подготвен ако утре некој ви предложи бидете министер за култура? Не. Искрено прашувам. Еве, како преференца моја, како човек што навистина даде несебичен придонес. Што значи Македонија? Ја бе не без скромноста, туку искреноста. Кој ќе речам дека еве ви спомнам неслучајно, професорке, ќе се согласите со мене. Нам ни требаат двигатели по Министерство за култура, бидејќи тие се суштествени чинители на одбрана на македонскиот идентитет, јазик и сето на премиерот како премиер, он е само менаџер. Он, ја го гледам, се утепува од одбрана. Бидејќи дали треба наблюдуваш да биде секој, јас си му спомнав од ова емисија, простете поширок коментар, видам повеќе простор, но јас му најавив уште пред 8 месеци дека мора чистка да се направи. Да. Ние во контекст на претходното прашање ќе кажам само дека завчера, ако не се лажем, имаше некакво представување на нов проект на министерот за транспорт и врски Александар Николовски и министерот за култура Зоран Љутков, смарт делница од српска до грчка граница, автопатот комплетно реновирање, покривање со интернет на секаде и нови табли за сите археолошки локалитети кои што се покрај кои што се во тревишта и кои нема кои што би требало да одминуваат странците, така? Јас да бидам искрен, последниве години не сум бил на ниеден од тие локалитети со исклучок на Хераклеја и Хераклеја е добро зачувана, добро има одлично објаснето, има табли, има сите потребни работи за еден турист да може добро да се чувствува во Хераклеја. Американците нема тоа што има во Македонија, така? Тие ќе најдат некој коски од бафало. Да, тие од нешто мало прават. Од индијанците, да речам, од некои поглавици. Ова ми е новинарска констатација, бидејќи јас никош не сум погрешил во мојата проценка. Имам право, дискреционо мое право, да дадам оценка. Видите, да ви кажам, политичката функција не е таа вродена,
Вродени се фараоните, Да. вродени се кралевите, да они има по дефолт да го пренесат. Меѓутоа, народот оценува. И јас оценувам дека како новинар кој даде максимален придонес, морам сам да се истакнам. Во овие сите години, да, сум подготвен неколку пати исполнет за национален координатор на диаспората, да ги вратам. Јас по ова што гледам, господине Дурловски, вие максимално се боревте за вистината, едината и се жртвувавте. Меѓутоа, вашето име и презиме допра секаде. Вие сте светско име. Вас двајцата ве плени, ве сака народот. Простете, премногу се задржав. Како доживувате ова што ниту сте нападнати со негативни анимозитети, туку ве пијат? Како би се чувствувале како еден министер за култура? Простете, што би направиле? Ве молам, без разлика, људко си е људко, нема да ми се наљути. Не е за љутење, едноставно јас немам амбиција за таа позиција, прво јас сум во моментов уметник кој што следнава година, да не кажем од следнава недела, следниот период, следнава цела година, имам 4 веќе договорени настапи во странство. Првиот ми е сега во Шпанија, во Ла Корунја, пеам Пелеа и Мелисанда, во јуни одам во Торино, имам Тоска, во октомври сум во пекинската опера National Center of Performing Arts, една од најголемите оперски куќи во светот, и тоа е нешто што нешто за што сум роден. А што пречи ако еден министер... Не може тоа, нашата процедура е таква да јас одам 5 недели, 6 недели одам на припреми таму. И мене следнава година ќе ме нема неколку месеци во Скопје, тоа односно во Македонија. А не е само тоа, едноставно треба да имате за таква позиција, треба да имате амбиции, да сте спремни тоа да го правите, а тоа го нема. Како ја замислувате ве? Зборам не случајно, не секогаш главен акцент ставам на културата. Политиката како политиката, таа е, знаете што, дамата не сакам да ја... За културата јас можам да кажам за куќата во која што јас работам. Работиме на одлични проекти. Имаме нов шеф диригент од пред година дена, тоа е Джанлука Мартиненги од Италија. Прекрасен диригент, човек со кој што сум соработил и 2015-2016, кога бев генерален директор на МОП, и тогаш беше шеф диригент. Неговите контакти се користат за да имаме тука солисти, одлични солисти кои што доаѓаат од светот, а да не наплаќаат така како што би наплатиле во Западна Европа. Тоа е навистина еден голем плюс и можност да слушнеме светска класа на пејачи кои што ќе дојдат тука и ќе пеат, а да бидат прилагодени за буџетот кој што можеме ние да си го дозволиме. Исто така вчера бев на една премиера во Македонски народен театар, која што помина одлично. Значи, јас морам да кажам дека ние можеме да се пофалиме со одлични продукции во нашите национални институции. Публика, за жал, не секогаш имаме доволно колку што заслужуваме да имаме, но последниот период гледам дека салите повторно се полнат и мислам дека ние како уметници ќе го добиеме тоа што го заслужуваме, односно публика која што ќе не почитува цени и ќе не наградува со аплауз. Ме радува тоа што си ја сакаш работата и ја цениш твојата дарба во секој случај, но онак што ја сакам да го поставам на професорката, незината докторска дисертација не случајно беше етнологијата и македонскиот фолклор и сето она. Колку нам не недостасува, Албанија ја опфати, каде што и таму немаме активност од страната на нашата надворешна политичка. Немало до сега, меѓутоа сега прв пат беа. Добро. И председателот на владата и министерот за култура и ги посетија амбасадорот, како котират, например, со македонците? Тоа искрено да ви кажам, не знам, значи околу тие политички детали и не се разбирам. Мене исто така како Игор повеќе ме влече тоа за што сум учела и за што сум се школувала. И нормално, патриотското што си го носиме во нас. Колку нашите македонци не недостасува таа комуникација, да го издигнат на пиедестал тоа што е патриотско. Та видовте, кога спомнавте, вие таму изучувате бугарите, исто се најдат на истото место. Не се даваат нашите таму, тоа сакав да го кажам. Доаѓале и бугари, меѓутоа не сакаат
да ги пеат нашите песни на бугарите. Иако имам и докази, мислам, јас бев и ги видов, значи со бугарски таблици, како сакаат да ги изнудат, значи нашите... Да. Дали може се купува идентитет, јазик, култура? Игор? Па, ако можеше да се купи, ние до сега најверојатно ќе го немавме, затоа што сме, не можам да кажам дека економски едни од најсиромашните, но сме биле слаби во смисол на тоа дека самостојна држава Македонија од 90-та наваму, односно, еве да речеме во склоп на некаква Југославија сме биле од 45-та, но претходно секојаш сме биле угнетувани дали од еден од друг од трет. Ако можело да се купи, кога сите тие соседи околу нас кои што имале аспирации да се украде тој македонски идентитет, не успеале, значи потврде дека не може. Не сакам да бидам малце досетив дека прашањето може би те дирна. Јас како новинар со сета почит код господинот Љутков, кој јас многу го почитувам. Не, Јас си кажав со оглед дека секоја политичка функција не е вечна. Така Таа е минлива за доброто. Јас и порано на другите премиери ќе им кажам дали да ги терате на џогинг да трчат со вас фигуративно. Оти не може еден човек да донесе таква енергија ако нема добар тим. Ќе се согласате со мене? Значи секој треба да даде не пасифизација. Знаете зашто зборам за двајцата? Зборам за самата ситуација во која се наоѓам и економски. Сакав ова мисија да биде порелаксирана, али простете ќе ја завртам веднаш, но еве ни недостатства во овој галиматија што ни се случува во оваа ситуација каде што повторно ни наметнуваат земи или остави или ќе бидете отстранети. Еве, затоа велам дали треба час поскоро силни тимови кои ќе ја стават адакта сите тие премрежија или насилни ситуации, како што беше со промената или продажбата на името од страна на Зоран Заев и таблумента, и се да речеме дај уште втор пат, сменете го и ова прифатите го. Јас како што гледам, како што можам да приметам и од изјавите на премиерот и од изјавите на сите останати министри во владата, односно политички чинители, не гледам простор за такво нешто, за попуштање, така да ставот е цврсти. Искрено не верувам дека ќе има некаква промена или промена на ставот околу тоа прашање. Ајде, двајцата нема да ве терам капела, знам само друг се има. Знам дека химната е нашиот извод на нашето на што сме и што представуваме. Како се чувствувате кога двајцата интонираат ја пеете таа химна? Па посебно е тоа чувство. Прво и основно е чувство на одговорност. Страшна одговорност. Да, заради тоа што не е било која песна, туку е химната. Значи, ние како професионалци, ова повеќе пати го имам кажано, во тој момент, барем еве јас за себе ќе кажам, не знам Игор дали ќе се согласи, емоциите мораш да ги оставиш на страна додека настапуваш. Значи, фокус максимален, 100% концентрација, значи да не се погреши интонација, да не се погреши текстот и така натаму. И затоа што имало и моменти каде што навистина било, не знам, сум пеела, например, пред полн плоштад луѓе и тоа може да те понесе како емоција. И заради тоа треба во тие моменти, барем јас додека пеам, особено акапела, кога немате придружба, значи максимална... Се е на вас. Да, се е на вас, максимална фокусираност. Да. Игор, ти како се осеќаш? Па исто, ние сме го правили истиот муабет, сме разговарале на таа тема, страшна одговорност. И то не било еднаш, било многу пати, секој човек треба да е 100% сконцентриран, затоа што едноставно е светост. Дали треба сите да ја испеат светиња, да речем, секој случај? Во Америка има 223 нации од 198 регистрирани обединени нации. Таму ме се има шпањоли, доминиканци, да не ги бројам. Ама си ја пеат на 4 јули мора да застане пред знамето и да испее американската химна. Овдека немаме таков случај. Овдека имаме собрание што го крена народот химна на еден наш западен сосед. Одиме со еден брейк, една пауза, и ви ветувам, нема до крајата политика, ви ветувам. Одиме со наредната. Ја као диригент, ама меѓутоа, верувајте ми, ова е Ватрислав Лисински, така? Да, така е. Хрвати. Да. И ја пееле? Постари, да, ја пееа,
Сите во еден глас. Штета што не може ова е од телефон, нели снимано, од Моја Кристина го се минувала. Имате поздрав многу од мојот продуцент и навистина даде максимална поддршка во реализацијата заедно с Ивана да подготовка на емисијата и тоа е што возбуд вика тато ја симнуваме оваа песна за господјата. Штета што не може да се чуе, сакам да кажам дека целата сала пее. Значи македонската песна секаде е прифатлива, приемчлива. Да. Кога е навиена, што велите така. Со оглед дека еве влагаме у финале, че има уште една номера, ама сакам уште една капела, ве молам. Ајде, еве, сега се инспирирав од вчерашниот настап по повод 13 ноември. Не е за Скопје песнава, ама сега ми текнам. Еден бакнеш, може ли? Например, еве не е фолклор. Јас ќе пробам малку да се приклучам. Ајде, да. Навистина позната. Еден бакнеш, песни рој, еден поглед, безброј сни, твоите желби немаат број, што ме плени, љуби ме ти. Нема тајни во ова мала среќа, да те љубам, зар тоа не се? И да постои ова мила, нежна надеж за еден твој мал, срамежлив бакнеж, еден бакнеж, песни рој, еден поглед, безброј сни, твоите желби немаат број, што ме плени, љуби ме ти. Мора. Немаме тие ефекти, Ивана, требаше да организираме за аплауз, но... Да. Почитувани, еве, влагаме у финале, реков и сакам да посветам некои минути за нивните пораки, нивните импресии за вечерашната тема и вечерашната емисија. Со кого да почнам? Со дамата. Повели. После ги се разбира. Ова е твојата камера, повели? Да. Втората. Аха, добро. Па што да кажам, еве да го сублимираме она што го зборувавме во текот на целата вечер. Македонците без Македонија ќе бидат дрво без корен. Мораме да си ја сочуваме нашата држава, а ќе си ја сочуваме на тој начин што ќе го сочуваме нашиот фолклор. Под фолклор не мислам само на песни, на музика, мислам на сето она што ни го пренеле нашите родители, нашите баби, дедовци, прабаби, прадедовци, сите оние приказни, преданија, народна медицина, поговорки и што уште не сега не може веќе да ми текне, што се не опфаќа нашиот македонски фолклор. Тоа е нашиот идентитет и едноставно мораме и ние истото да им го пренесуваме на нашите деца за да обстанеме како народ. Нашиот македонски народ долго обстанал и едноставно не смееме да се предадеме. Еве на кратко. Јас ќе бидам уште пократок, порачувам и на младите и на сите останати оваа камера. И на младите и на сите останати не слушајте кич, не слушајте шунт, слушајте македонска музика кога се работи за македонска традиционална музика. Слушајте секако и класична музика и сигурен сум дека ќе обстоиме. Пред да ви посакам, благодарам и да ја поздравим емисијата, дозволете, почитувани со оглед дека влагаме у финале на оваа емисија која посветив, но вистина посветив, ми ви благодарам што од мене ме удостоивте. Благодариме. Андријана, благодарам од моето семејство, од моите два ангела, Кристијан Слободан, Александра, Сонја Кристина и мојата маленкост. На денешен ден Георги ќе напунеше 42 години. Му изразивте голема почит и вашите песни ги певушкал, да речам, еве гушкал секојаш. Почитувани, вечерва пеевме, зборевме и пеевме за Македонија.
за нашето име, јазикот, идентитетот и за сите што не се со нас, но продолжува да живеат преку песната и споменот. Пред да ја пуштиме и втората песна на Ѓорги, реков дека самиот си ја предскажал своето заминување и тоа ме дирна, но како и да е, тој секој ќе живее со нас, бидејќи духот никош не замира. Еве, ќе одиме со предпоследната песна, посветена за нашите починати, убиени младинци во Ваташа. Јас кога чечам убиени, не кријам тоа, во Мирнодопско убиен беше и Ѓорѓи. Но нека биде порака повеќе да нема вакви убиства, да нема вакви злосторнички чинови, особено Македонија, од страна на македонец. Одиме со песната Ваташа и потоа со песната на Ѓорги. Ви посакувам да сте ми живи здрави. Многу ви посакувам среќа и радост. Благодарам многу што ме удостоите. Одиме, Ивана, со двете песни и одивниот джингл. Да сте ми живи здрави. Да живе Македонија. Пријатна вечер. На демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.